Нова декларација за Македонија во Бугарското народно собрание. Тамошната комисија за надворешна политика, предводена од подписникот на првото бугарско вето, Екатерина Захариева, предложи документ во 8 точки со цела серија барања, приговори и негодувања кои се однесуваат на внатрешните работи на Македонија. Во наративниот дел, повикувајќи се на европски вредности, Бугарија ќе бара од Македонија да ги почитува принципите од повелбите за човекови права на Обединетите нации, а воедно ја повикуваат Македонија да се воздржи од одлуки и дејствија кои сериозно ќе ги нарушат односите меѓу двете земји и нивните граѓани. Противење на измените во Законот за здруженија и фондации од 2022 година, кои го дискриминираат и намерно го ограничуваат правото на здружување на бугарите во Македонија. Овие промени може да ги попречат и предодредат активностите на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања формирана со договорот од 2017 година за одредени периоди и лица. Во 8 точки од кои се состои декларацијата, дел се декларативни, но други пак содржат суштински елементи. Помеѓу суштинските се наоѓа и обвинение дека Македонија не го спроведува договорот за добрососедство и пријателство, кој инаку е интегриран во нашата преговарачка рамка со Европската унија. Приговор на трајно неспроведување на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Бугарија и Македонија од 2017 година и билатералните протоколи од состаноците на мешовитата меѓувладина комисија од член 12 од 2019 и 2022 година. Во декларацијата јасно и недвосмислено предупредуваат дека доколку бугарското малцинство во Македонија не влезе во уставот, се става во прашање преговарачкиот процес со Европската унија, кој е во фаза на скрининг. Па се поставува прашањето: дали со овој документ Бугарија бара оправдание за ново вето за Македонија? По декларацијата се јави и подписникот на добрососедскиот договор, поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов, кој вели дека постои обид Македонија да се вратела под руско влијание. Тук обаче виждам опит отново Северна Македонија се врне в руското влијание. Целенасочено и това се прави многу активно. Не треба по никакъв начин да се подвеждат. Е најдоброто за Българија, Северна Македонија, Албанија да се в Европейски съюз и НАТО. Оттаму е правдаат декларацијата со ескалација на антибугарски манифестации во Македонија. Нацрт документот во најголем дел се фокусира на тепачката во Охрид, етничка омраза против бугарите, како и доследното спроведување на серијата билатерални протоколи и документи кои добија македонски параф. Декларацијата веќе го мина првиот филтер. Комисијата за надворешни политики, пошто се очекува да се дискутира и гласа на пленарна седница. Доколку тоа се случи, нејзината содржина ќе стане и официјален став на Република Бугарија.